Повторно излегуваме надвор од студиото и ова е третото линковско вклучување на Кате од лице место и оно кое што Кате ни го најави кратко е дека ќе зборуваме за отворен ден на стоматологијата, но што повеќе и што подетално ќе слушнеме во продолжение. Кате? Да, здраво, се наоѓаме токму на лице место. Значи, ова е можеби вистинското, единственото во овој пресек, да речеме, на утринската нателма, каде што можеме да зборуваме за она се што се случува денеска во рамките на клиничкиот центар Мајка Тереза. 12 мај е Европски ден на парадонталното здравје. Знаев дека ќе сгрешам и со професорот зборувавме пред ова линковско вклучување. За оваа болест има едно друго име кое што се користи многу меѓу граѓаните и токму затоа ќе се осврнеме на ова. Значи, овде може да дојдете и да соберете информации за се она што се однесува за оваа болест на забите, но многу повеќе од професор доктор Киро Ивановски, деканот на стоматолошки факултет, инаку тие цела недела одбележуваат на некој начин овој Европски ден или ова Европска недела, така е. И заедно сме тука со некој кој што ќе биде иден стоматолог, така можеби и хирург, не знам што е изборот, и ветив на Мартина дека нема да сгрешам презиме. Мартина Анастасовска, 5-та година на стоматологија, да. Ајде започнуваме со деканот на стоматологија. Колку всушност сите ние знаеме за она што денеска се случува како можност и отворен ден, да речеме, за овој Европски ден на пародонтопатија. Пародонтопатија, така е, она што во народот е вкоренето како назив е пародонтоза, но тоа не е некој голем проблем. Ние стручњаците болеста ја нарекуваме пародонтопатија. Како што вие рековте, денеска 12 мај е Европски ден на пародонталното здравје и моите колеги кои што се овдека присутни, специјалисти по болести на устата и пародонтот, нашето здружение, клиниката за болести на уста и стоматолошкиот факултет, од оваа година започнавме со одбележување на овој ден на пародонталното здравје, кој што е посветен на здравјето на пародонтот, односно да се зголеми пред се свесноста кај луѓето, кај граѓаните во нашата држава за ова заболување кое што е навистина сериозно. Ние, освен овој ден, како што рековте во најавата, го одбележуваме целата оваа недела, од понеделникот па се до петок со повеќе настани. Како беа другите настани, како се одвиваат, дали се задоволни? Така, настаните се уште траат, значи започнеме од понеделникот со бесплатни пародонтолошки прегледи во Универзитетскиот стоматолошки клинички центар. Тие се уште траат, може сите да ги поканиме? Се уште може да го поканиме, ако сакате и бројот да го кажам доколку дозволувате. Бројот е на кој што може да се јават и да ги закажат тие бесплатни пародонтолошки прегледи 070 32 33 60. Така, 070. Тие бесплатни пародонтолошки прегледи се и денеска и утре. Цела недела тоа го одбележуваме, има интерес кај граѓаните, се јавуваат, доаѓаат, а на тие пародонтолошки прегледи ќе се откријат индивидуите, граѓаните кај кои што постои можност или има веќе присутна болест и ќе бидат закажани на клиниката за болести на устата и пародонтот за понатамошно третирање на заболувањето. Тоа е ова активност која што секојдневно се одвива, овој едукативен настан кој што денеска сме тука во кругот на клиничкиот центар, како и колешките мои кои што се во моментов на едукации наречени ITOP, каде што медицински персонал се обучува за правилно одржување на орална хигиена, а понатаму тој медицински персонал ќе ги пренесува тие информации кај граѓаните за правилно одржување на орална хигиена, која што е многу значајна. Така е, уште има прашање имам до вас, но одиме сега со Мартина, студент на 5-та година и мора да ни кажете како, или може да ни кажете како студентите или колку студентите се запознаени со тоа, колку граѓаните пак се запознаени со оваа болест. Што се треба да им кажете вие како некој кој што сте тука на овој едукативен пункт, како што спомена и деканот, нели, овој ден да го одбележите? Па ние како студенти на стоматолошкиот факултет во Скопје, во текот на нашите студии имаме можност да се запознаеме со ова заболување. Во текот на клиничките вежби исто така имаме можност да учествуваме во третманот на овие пациенти и знаеме какви се компликации може да предизвика заболувањето. Па затоа денеска на овој настан сакаме како студенти и млади лекари да ја подигнеме свеста кај нашето население кое што сметам дека не е доволно запознаено, да, за раните знаци и симптоми кои што ги дава ова
заболување како што е гингиворагијата, односно тоа е крвавење од гингивата, отокот, црвенило на гингивата. Тие знаци треба да бидат еден аларм да пациентите се јават на стоматолошки преглед и навремено да се дијагностицира и третира ова заболување. Така е. Од кога е отворен тука, Мартина, ова сега се случува, нели? И до кога ќе биде? До кога ќе бидете тука? Да им давате совети, да ги сослушате сите оние кои што имаат никакви прашања до вас? Ние денеска сме до 11:30 часот тука и сите кои што сакаат може да поминат и да извршиме обука за како да се справат со пародонтопатијата и да се јават на третман. Така е, да. И сега, професора, морам да ве прашам уште нешто. Ајде што не знаеме, туку кога ќе дојдеме, знаете како се плашат сите од тоа што ќе им кажат. Дали има всушност можност да се излекуваме од оваа болест? Така можам да кажам. Прашањето ви е одлично и ви благодарам што го поставивте тоа прашање, бидејќи како што е вкоренет поимот пародонтоза, така и вкоренето кај луѓето дека болеста не се лекува. Лекувал, не лекувал. Нема да дојдеш, така? И затоа можеби и не обрнуваат доволно внимание, но она што сите мои колеги овдека што стојат зад мене специјалисти го знаеме и им го кажуваме на пациентите дека болеста не само што е важно да се открие навреме, туку дека болеста се лекува. Болеста се лекува. И може да се излекува. Затоа сме ние специјалистите по болести на уста и пародонтот специјализирани, би рекол, во нашава држава место кое што е најсериозно каде што пациентите и треба да се јавуваат за лекување на оваа болест. Така е, да. Добро, и сега Мартина, добро да ги поканиме сите. Јас сакав уште некој да ни дојде овде, можеби да прашаме, да прашаме што тие би прашале, но еве, се одјавуваме вака и ви кажувам дека Мартина заедно со сите своји колеги, така, нели? Колеги кои што се на стоматологија, како студенти ќе ви дадат совети и уште еднаш оваа болест пародонтопатија, така е, се лекува. Само треба да закажете преглед кај овие прекрасни господа кои што стојат зад нас, тие секој во својата област ќе ви помогнат, ќе ни помогнат на сите нам да имаме подобро орално здравје, ќе не научат како треба да се однесуваме и колку е тоа важно. Зборувавме на едно друго линковско вклучување, колку е оралното здравје важно за воопшто нашето така општото здравје на организмот. Уште еднаш повик до сите оние кои што се утринска на Телма, можеби треба да излезете, да дојдете во овој парк овде во клиничкиот центар и да се запознаете со оние работи кои што не треба да ги заборавите врзани за пародонтопатијата.